Уште од почетокот на годината политичките лидери повторно ја истакнаа посветеноста на членство во Европската Унија како стратешки приоритет. Сепак, блокадата поради неспроведувањето на билатералниот договор со Бугарија остана главна пречка. My message today is to stay on the course and to take next steps necessary towards the opening of the negotiations. Ова во мај го изјави високата представничка на ЕУ Калас, нагласувајќи ја потребата од историски одлуки за членство во Европската Унија. И во текот на есента и на зимата пораките од Брисел беа во издух, политичка поддршка за европска интеграција, но без реална можност за напредок поради спорот со Бугарија. Меѓу темите што доминираа во надворешната политика во 2025 беше и континуираниот спор со Бугарија околу спроведувањето на европскиот консензус и барањата за уставни измени кои го вклучуваат бугарското малцинство. Българија ще продолжи да спазва споразумението од 2022 година. Ние няма да отстъпим нито на сантиметър от него. Няма да спрем да повтаряме, че спазването на европейските изисквания е това, което е нужно, за да може да се постигне напредък. Ова беше проследено со уште една изјава на 28 јуни од поранешната председателка на бугарскиот парламент Наталија Киселова, која изјави дека прашањето не е билатерално, туку дел од договорот со Европската Унија од 2022 и дека Бугарија ќе помогне за почеток на преговорите доколку Скопје ги исполни обврските. Од страна на Македонија, официјалните представници продолжија да бараат гаранции дека уставните измени ќе бидат последни и дека нема да има дополнителни барања во иднина, представувајќи го ова како прашање на правичност и реципроцитет. Премиерот Мицковски бара вистински напредок во диалогот. Мора да има испорака во дел на гаранција од страмата Европска Унија, мора да има испорака од нашиот источен сосед во делот на почитување на меѓународното право, почитување на европските институции, како што е Судот за човекови права, интегрирање на македонската заедница во рамките на Министерскиот совет за малцинства кај нашиот источен сосед и така натаму. Тоа не се дополнителни услови, туку тоа значи партнерство, тоа значи добрососедски односи. Додека владата беше истрајна во своите барања, опозицијата упатуваше критики. Ky realitet është rezultati politikave bllokuese, pa aftësisë dhe mungesës së vullnetit të sinqert nga qeveria aktuale, e cila as në plan nuk I ka ndryshimet kushtetuese që do të çlironin procesin eurointegrues të vendit. Ова беше негирано од страна на власта. Qeveria është e fokusuar në prioritetet më të larta janë integrimet evropiane. Во текот на 2025 Скопје исто така ја нагласи важноста на партнерството со Соединетите Американски држави, особено во областа на безбедноста, регионалната стабилност и стратешката соработка. САД јасно се изјаснија дека ја поддржуваат земјата како важен партнер на Балканот. I don't know that they don't hear it. I feel like I see it all the time. You tell me if they do, that someone is working something on the constitutional changes? I think that, yes, I am 100% certain that they are so you working. wouldn't agree with anyone arguing that you're turning a blind eye on the constitutional change that this government isn't doing anything? Yeah, I don't believe that. You don't agree or you don't believe that I you're do turning a not. blind eye? I know that they are working very hard in Brussels and in other European capitals. На бројните билатерални средби Вашингтон ја истакна важноста од зајакнување на демократските институции, борбата против корупцијата и улогата на земјата како стабилен сојузник во НАТО и близок партнер на САД. Пролетта 2025 министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски предупреди дека продолжената блокада на процесот на интеграција може да создаде простор за влијанија од трети страни, особено од Русија, и дека кредибилитетот на европскиот процес е доведен во прашање. Influence that has been existing in our region
that is there. I sometimes like to very openly point out that Russian influence, especially in our region, comes very cheap, and they know how to utilize it. The war in Ukraine is Russian aggression, and we are all equally threatened from that. Овие изјави се поврзани со загриженоста за геополитичко влијание на Балканот, доколку европскиот процес предолго стагнира. На крајот од годината не дојде до отварање на преговарачките поглавја за пристапување во Европската Унија. Владата на Македонија повторно ја истакна својата цел да стане дел од Европската Унија, но истовремено инсистираше на почитување на националниот идентитет и побара постигнатите услови да бидат последни и непроменливи. Така и во 2025 состојбата остана иста. Преговорите за членство во Европската Унија се блокирани поради спорот со Бугарија, а државните представници продолжуваат да бараат диалог и дипломатско решение за да се унапредат европските аспирации на земјата.